Пред нас е уште една нова година подготвена за нови предизвици и големи достигнувања. Редакцијата на Автоплюс ви посакува добро здравје, среќа и храброст за донесување на храбри, но добри одлуки во оваа година. А ние во оваа емисија ќе дадеме мал осврт на 2018 година со изборот на станите кои ги одбележавме во нашите емисии. Година во која Автоплюс прослави голем јубилеј и докажа 25 години подоцна се уште сме со полна брзина напред. Новина во понудата на македонскиот импортер за програмата на шпанскиот Seat субкомпактен SUV модел Arona. Инаку ова е третиот сосема нов пазарен предлог на шпанската компанија за оваа година. Кросоверот дебитира со основни димензии должина 4138 мм, што е за речиси 8 см повеќе во споредба со новата генерација на Ibiza. Премиум AGS е новиот застапник за Volvo во Македонија. На почетокот на месецот, директорите на новоформираниот Премиум AGS во краткото обраќање не информираа за трансформацијата од досега познатиот Премиум Аутоцентрум. Најважно од се беше представувањето на најновото засилување во нивното портфолио, застапништвото на шведската марка Volvo за македонскиот пазар. Како што потенцира од компанијата, во моментов ќе се користи просторот на поранешниот паз, додека се изведуваат градежни работи со цел Volvo да добие потполно нов објект во кој ќе биде сместен продажно сервисниот дел изведен по највисоки светски стандарди. Центарот треба да стартува со работа во март 2019 година. Скопје, како главен град на Македонија, сакал тоа некој да го признае или не, прераснува во вистински велеград, кој во последно време налик на големите европски градови. Се повеќе се судира со сообраќајниот метеж, но и со загадувањето, кое за наши прилики сепак во голема доза зависи од возилата. Новиот градски татко, кој неодамна е на позиција градоначалник на град Скопје, господинот Петар Шилегов, како што најави во својата изборна програма, веќе почна да спроведува одредени проекти. Град Скопје се обраќа на развиен град, затоа што инфраструктурата потребна за нормалното одвивање на сообраќајето од секаков вид е неизградена. Во текот на мојот мандат и она што го зборува за време на кампањата ќе влеземе во интензивно градење на инфраструктурата со цел да овозможиме делови од градот да бидат потоа забранети за сообраќај. Паралелно во новата инфраструктура да бидат соодветно запазени современите стандарди за одвивање на алтернативниот начин на сообраќај. Нашата концентрација при правењето на стратегијата за сообраќај на град Скопје, најпрво пешакот, па велосипедистите, јавниот транспорт и возилата на последно место како концепт на развивање. Во 23-тиот избор за престижното признание во конкуренција на 10 финалисти BMW X3, Citroen C3 Aircross, Ford Fiesta, Dacia Duster, Kia Stinger, Kia Stonic, Nissan Micra, Opel Insignia, Seat Ibiza и Suzuki Swift, кои рамноправно конкурираа во трката за титулата, националното жири одлучи признанието во вид на маска на ладилник да ја додели на представникот на Рено групацијата. Борбата за тронот не беше ни најмалку лесна, се кршаа копијата околу сите кандидати, со оглед на фактот дека пред жирито имаше извонредни автомобилски креации, но по играта со оценките, согласно критериумите, се стигна до конечното решение. На крајот одлучуваа нијанси, па Dacia Duster во годинашниот избор стигна до тронот со 3 гласа, а еден доби новата генерација на Ford Fiesta. Од неодамна нова префината мачка го краси салонот на Automobili Group, импортерот за возилата од програмата на Jaguar Land Rover. Станува збор за првиот компактен SUV на Jaguar моделот E-Pace. Уникатна комбинација на впечатлив изглед, агилност и динамични перформанси.
Платформата E-Pace не е нова. Тој ја дели базата со Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. Погледнат позади со закосување под агол од 45 степени, E-Pace не може да го помешате со поголемиот кросовер на брендот, а секако и поради различните пропорции. Без сомнение, E-Pace е еден од најубавите кросовери во својата класа. Во понуда кај македонскиот импортер за програмата на Hyundai, Korea Auto Trade е најновото остварување на компанијата, кросоверот Kona. Ова е првиот адут од планираните вкупно 30 со кој Hyundai треба да направи вистинска пресвртница во автомобилскиот свет и да стане најдобрата азиска автомобилска марка во Европа до 2021. Името Kona потекнува од областа Kona на големиот остров Хаваи и е четвртиот член на SUV семејството на брендот во Европа меѓу Grand Santa Fe и Tucson. Увозникот за BMW во Македонија и Косово, компанијата Emcar, ја представи новината BMW X2. Со дизајн кој зрачи со индивидуалност од секоја пора и спортски дух, BMW X2 поставува нови стандарди, додава импресивни перформанси и овозможува нови нивоа на задоволство при возењето. Новината пристигнува како шести SUV модел на BMW на пазарот. Малиот X2 својот дизајнерски стил го презема од поголемите браќа, моделите X4 и X6, но базата му е изведбата X7, од кој е понизок за 8 см. Од средината на месец март, компанијата Мотоцентар во соработка со Триглав промовираше нова уникатна услуга на пазарот – осигурување на пневматици. Услугата обезбедува покритие за трошоци при издишана гума, кражба, вандализам и механички оштетувања и нуди 24-часовна асистенција во Македонија и во Европа. Осигурувањето можат да го добијат правни и физички лица при купување нови гуми за возило не потешко од 3,5 тони. Организаторите на изборот за најубав автомобил на годината објавија дека победник и носител на титулата за 2017 година е ревитализираната креација од Renault, од легендарниот бренд Alpine, моделот Alpine A110. Оваа награда е огромно признание за сите оние кои дадоа полн придонес и толку многу од својата енергија за враќањето на овој символ на супериорност и француската елеганција повторно во живот, истакна Карлос Гон, председател и извршен директор на Renault Nissan Mitsubishi. До финалната фаза на трката во изборот најубав автомобил на годината за 2017 стигнаа Alpine A110, Volvo XC60, DS7 Crossback, Jaguar E-Pace, Mazda MX-5 RF и BMW X2. Историско достигнување за американците во 2017 година. За прв пат Тесла има продадено повеќе автомобили во сегментот на луксузни лимузини во Европа од германските конкуренти Mercedes, BMW и Audi, тврдат пазарните аналитичари од IATA Dynamics. Најпродаваната премиум лимузина во Европа во 2017 година е Тесла Модел S. Продажбата на Модел S на американскиот производител на електрични скокна за 30% минатата година или пласирани се вкупно 16.130 единици. Само 12 години по отворањето на погоните во Жилина, Словачка, корејскиот бренд го произведе својот 3 милионити автомобил во Европа. Јубилејниот автомобил Kia Ceed во 5-вратна изведба во GT-Line верзија и е наменет за клиент во Исланд. Возилото е опремено со 1.0 бензински турбомотор со систем за директно вбризгување на горивото кој развива 120 конски сили. Минатата година фабриката во Жилина произведе 335.600 нови автомобили и 540.000 мотори кои беа извезени во 80 земји низ целиот свет. Во присуство на голем број пријатели на марката, представници од велата, клиенти, во Сити Хол во Скопје беше представено SUV семејството на Opel, Crossland X, Mocha X и Grandland X.
Новите остварувања на гигантот од Рисселсхајм беа представени на несекојдневен начин. Наместо модератори, моделите беа презентирани од автомобилските новинари од државава, заедно со Драган Ненадовиќ, регионалниот директор на Опел. Господинот Ненадовиќ изрази големо задоволство поради премиерната промоција на SUV гамата на Опел во Македонија, како и фактот за големиот интерес што го предизвикува овој настан. Како што истакна тој, Опел сега може да понуди дури 3 возила од SUV сегментот Moka X, одличен наследник на веќе прославената Moka, како и Crossland X и Grandland X, први заеднички модели развиени во рамките на новата групација PSA. Неколку месеци по премиерата на новиот Ford Focus, автомобилот е конечно достапен за македонската публика. Mida Grand Motors, увозникот за Ford во Македонија, го донесе првиот примерок. Изложен е во нивниот салон во Скопје и достапен за заинтересираните купувачи. Новиот Ford Focus ја одбележува еволуцијата на дизајнот на Ford. Синиот овал продаде над 16 милиони во светот од воведувањето на револуционерната прва генерација во 1998. Создаден да обезбедува искуство за корисникот при секоја интеракција, новата филозофија на дизајнот со фокус врз личноста обединува експресивни форми со функционални карактеристики ориентирани кон клиентот. По својата премиера во Пекинг, која се одржа во март годинава, третата генерација на Volkswagen Touareg, конечно достапна и за македонските потрошувачи. Новиот Touareg деновиве пристигна во салоните на Porsche Македонија, базиран на MLB Evo модуларната платформа која ја дели со Audi Q7, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. Овој модел изгледа подобро од кога и да е. Во поглед на надворешниот дизајн, овој SUV доаѓа со речиси целосно променет изглед инспириран од Arteon, особено во предниот дел. Повеќе од 3000 изложувачи, 185.000 посетители од целиот свет, 255.480 квадратни метри изложбен простор и годинава го одбележаа еден од најголемите светски сајми за технологија CES или Consumer Electronics Show. Кон ова треба да се споменат дополнителните презентации во објекти, сали и хотели, како и во центрите како Digital Experience и Showstoppers во Лас Вегас. Што самото тоа потврдува дека CES како манифестација од година во година само расте. Затоа организаторите велат дека постоечкиот простор на Лас Вегас Convention Centerот, каде и годинава беше најважниот дел од манифестацијата, мора да се надгради. Вредните американски статистичари пресметаа дека на 29-тото издание во автомобилската престолнина Детройт во Кобе центарот имаше над 40 премиерни изданија. Она што овој пат секако и одвлече внимание на јавноста е што американските магнати, иако најавуваат своевиден пробив во развојот на возилата на алтернативен погон, хибридни и електрични изданија, сепак во моментов се одлучија да се представат со така наречени трошаджии, големи пикапи, луксузни SUV изведби, лимузини. Да, треба да се мисли на еднината, но сепак сега сме кај американците, кои се уште уживаат во ефтин бензин и не е важно дали нивните ѕверки се со 6, 8 па и 12 цилиндри. Кон ова да има и потребна доза на луксус, екстравагантност, раскош. Европските, јапонските и корејските компании кои се повеќе посакуваат поголем колач од автомобилскиот пазар број 2 зад Кина, исто така одговорија на соодветен начин. Близу 1000 експонати од близу 250 компании од 36 земји во светот. Над 700.000 посетители го одбележаа 88-миот салон за автомобили во Женева. Во халите на Пал Експо беа буквално сите производители кои значат нешто во автомобилската сфера и ги немаше оние откажувања кои беа специфични за сличните одржани светски смотри Детройт, Париз, Франкфурт. И годинава многу новитети, концепти и прототипи, посебен раскош
мош, гламур и престиж. Мощно интересно, видовме многу изведби кои веќе утре ќе ги видиме на патиштата. Не компилации и варијации на тема, туку сосем нови модели со нови технологии кои едноставно ги очекуваат првите предизвици. Традицијата е секако една од најголемите вредности на салонот за автомобили во Њујорк. Автомобилска смотра, односно манифестации од ваков карактер во големото јаболко, се одржуваат од далечната 1900 година. Токму така, ова е една од најстарите приредби каде главен збор го имаат автомобилските остварувања, а годинава се одржа по 118 пат. Производителите на годинишниот салон се надпреваруваа во многу елементи, но примерни беа што помалата потрошувачка на гориво, емисија на гасови како и поволна цена. Во преден план на изложувачите беа кросоверите и SUV изданијата, чија продажба во моментов во светот расте со огромно темпо. Карактеристично за американците, апостроф беше даден и на лимузинските изданија, односно седаните. Инаку вреди да се напомене дека во големото јаболко годинава имаше близу 250 излагачи од над 30 земји во светот, со повеќе од 1000 експонати. Посетителите на биеналето на 15-тото издање на Пекинг Шоу во International Exhibition Центарот во Пекинг беа сведоци на голем број новитети, каде во преден план беа хибридните и електрични возила, особено од домашните производители кои ќе се обидат да ги искористат одредените законски регулативи и субвенции кои ги нуди државата со цел намалување на загаденоста, пред се во огромните кинески мегаполиси. Веднаш до нив беа представниците од најбрзо растечкиот сегмент на пазарите во светот, SUV изведбите или кросовери, како и се поприфатливите продолжени варијанти на луксузните лимузини. Над 150 премиерни изданија, 36 светски, што континентални, што домашни, концепти, прототипови студии, но и такви кои непосредно по семските денови или до крајот на годинава ќе се најдат на патиштата. Во првата половина на овој месец се одбележа 120 годишнината од салонот на автомобили во градот на светлината Париз. Иако саемот е меѓународен, за жал оваа година видовме уште помал број на излагачи. Дел од нив и немаа што да покажат, односно со што да се пофалат, а од оние кои беа присутни, мал број автомобили можеа да го носат епитетот нови. Без разлика на тоа што на голем број на новинари им недостасуваат вакви настани, дефинитивно од година во година автомобилските производители ги одбегнуваат автосалоните. Неголемиот проблем се разбира се финансиите. Повеќето компании своите презентации ги префрлија онлайн, односно на интернет просторот. Оваа година дел од излагачите и покрај тоа што присуствуваа на салонот во Париз, своите официјални премиери ги направија месеци денови предходно. Не велиме дека е погрешно, но според нас го намалија изненадувањето. Исчекувањата за откривање на нов модел се одам назад нас, бидејќи секој се труди да представи што повеќе од новитетот многу пред збиднувањето, а во минатото секогаш новитетите блеснуваа токму на ваквите изложби. Нема исчекување, изненадување, избор, споредба, контакт. First of all, welcome to the Renault stand to look at this our new concept car, Easy Ultimo. And it's very nice to meet you again, Autoplus from Macedonia. And we always have very good conversation and hope that this interview will be interesting for you. I think thanks to Autoplus you can discover all the features of the car and be seduced by this experience. And I hope this will perform in the Macedonian market. I hope the Macedonian clients and drivers will find it appealing. So we'll see what happens. Со завршувањето на СЕМА 2018 може да издвоиме едни од најинтересните прикажани модели на ова шоу.
Не дека и досега не било така, но убаво е да се знае дека од година во година ова автомобилско шоу изненадува со модификации на автомобили. На почетокот на ноември започна 4-дневната тюнинг конвенција наречена SEMA, која се одржува секоја година во Лас Вегас. На ова шоу може да се видат разноразни луди модифицирани автомобили од ретро верзии па се до најновите модели. Листата е предолга, па затоа ќе ги издвоиме само дел од најинтересните и најспецифичните возила. За разлика од претходните години, кога автомобилските производители гледаа на него како на шоу од ревиален карактер, овој пат решија токму во сончевиот Лос Анџелес да ги донесат своите новитети, а некои од нив купувачите ќе можат веќе по новогодишните празници и да ги поседуваат. Лос Анџелес Ауто Шоу 2018. До пред неколку години повеќето автомобилски производители го сметаа за второ рангиран настан на северноамериканското тло. Конкуренцијата помеѓу источниот и западниот брег секогаш била на највисоко можно ниво, а како дополнителен фактор доаѓа рецесијата која пред една декада безмилосно го нападна овој сектор и остави видливи траги на колевката на американската автоиндустрија. Некои виновникот го бараат во температурите кои во Детройт обично се под нулата за време на одржување на најголемиот автомобилски саем на американскиот континент. Други пак велат дека интерните случувања кај домашните производители го поместува терминот на премиерите, сакајќи да се дистанцира од седиштето на големата тројка на повесел и кон забава ориентиран град, во кој нема ниски температури и тмурни лица што ги дочекуваат гостите од сите краишта на светот, Детройт полека го губи приматот и се повеќе компании одлучуваат да го прескокнат најстарото американско шоу и неговото сивило да го заменат со блескавиот Лос Анџелес. Американската компанија Nikola Motor, која развива камиони на водородни келии, објави дека вкупната сума на добиените налози од клиентите надминала 8 милиарди долари. Од Nikola Motor нагласуваат дека не е потрошен ниту долар од парите на клиентите, па на тој начин ја зајадоа Tesla Motor. Компанијата на Илон Маск побарува капар од 20.000 долари за својата изведба на електричен камион. Експертите велат дека ова е направено за да се овозможи Тесла да ги пополни дупките во својот буџет. Стартот на производството на Семи е планиран за 2019 година, додека машините на Nikola Motor ќе се појават дури во 2021 година. Форд објави дека во 2017, трета година поред, легендата Мустанг е најпродавано спортско купе на глобално ниво. Според податоците на IHS Markit, повеќе од 1/3 од реализираните представници на моделот биле купени на пазарите надвор од САД. Поточно, како велат од Форд, речиси 126.000 продадени примероци на Мустанг минатата година, 81.866 биле реализирани на територијата на Соединетите Американски држави, а другите на пазарите во над 120 земји ширум светот. При крајот на изминатата година, бројот на продадени електрични возила и хибриди во светот ја надмина границата од 3 милиони единици, потврди EV Sales Blog. Точната бројка е всушност 3,3 милиони возила, а само продажбата на плагин хибриди во светот надминува 1 милион единици. Проекциите се дека во 2018 година оваа продажба ќе скокне за 1,7 до 2 милиони единици, а тоа значи дека околу 5 милиони електрични возила и хибриди ќе се движат до крајот на годинава.
Независната агенција Euro NCAP ги објави имињата на новите автомобили кои регистрираа најдобри резултати во своите категории во 2017 година. За најбезбеден автомобил во репрезентативната класа од Euro NCAP го посачуваат Volkswagen Arteon, кај големите офроудери наградата оди кај новото Volvo XC60, а кај малите кај Volkswagen T-Roc. Кај супермини изведбите со најдобар резултат за изминатата година е Volkswagen Polo. Opel Crossland X е победник во групата на универзални модели, а XV и Impreza на Subaru се репер кај малите семејни автомобили. За 2016 година за најбезбедни беа прогласени Toyota Prius во групата големи семејни автомобили, Hyundai Ioniq компактни, Volkswagen Tiguan кај офроуд изведбите и Mercedes-Benz E-класа кај репрезентативните. Како што и се очекуваше, новата председателска лимузина на Путин својата јавна премиера ја имаше на денот на инаугурацијата на староновиот председател на Русија. По неколку години најава и неколку фотографии од различни прототипови, финалната верзија на новата председателска лимузина на Путин, произведена во Русија, го виде светлото на денот. Автомобилот со кој рускиот председател се одвозе до местото на положување на заклетва е создаден по иницијатива на Владимир Путин, кој побара на рускиот пазар да се појави линија составена од домашен луксузен седан, МПВ и SUV модел во рамките на истото име – Кортеж. BMW ја продолжува својата офанзива во луксузниот сегмент и го откри новиот отворен спортски автомобил, кој ги задоволува највисоките барања во поглед на динамиката на управувањето, емоционалноста и ексклузивноста. Новата BMW серија 8 Cabrio комбинира исклучителна спортска динамика со индивидуална елеганција на дизајнот и особено луксузна можност за доживување на типично за брендот радост од возењето под отворено небо. Еден од најсилните играчи на европските пазари конечно се здоби со својот наследник. Седмата генерација на Fiesta на вистина добро го одработи својот век. На пазарот беше од 2008, а еден од најважните моменти е што го прослави 40-тиот роден ден како бестселер на Ford. Уште еден детал кој секако не треба да го изоставиме за претходната генерација е дека и во последната година од постоењето успеа да остане во тројката на најдобро продаваните автомобили во Европа. Клио со коси очи, епитет што француските новинари го дадоа на Микра при незиното деби на салонот во Париз, истакнувајќи го на тој начин сродството со Рено. Во некоја рака и држи, но ако добро се анализира во детали, новата петта генерација на јапонскиот запчаник во алијансата, па и не. Јапонците не го кријат силното влијание на французите во своето најново остварување на полето на субкомпактите, но сепак ниса новата изведба според нас веќе при својата појава истакнува далеку поголеми амбиции од тривијална реплика. Микра, која единствено се базира на добро познатата веб платформа, има изразити особености, квалитети, вредности. BMW X3 беше првиот автомобил кој во 2003 година го зачна сегментот SAV, Sports Activity Vehicle, возило за спортски активности. Од тој момент па се до блесокот на оваа трета генерација, BMW регистрира 1,5 милиони нови регистрации на ова остварување. Наред е третото поколение на BMW X3, кое е подготвено да го испише следното поглавје и да ја направи приказната на успехот уште повпечатлива. Новата визија се должи главно на еден од најмладите дизајнери во баварската фирма Келвин Лук, кој работеше досега на BMW 1 и на сегашното X1. BMW X3 е развиен од самиот почеток на BMW CLAR архитектурата. Тајното име G01 покажува дека развојот започнува од почеток, давајќи им на инженерите доволно време да создадат сосема нов автомобил врз модуларната платформа.
Со своето најново остварување во компактната класа, изведбата i30, каде Hyundai отсекогаш бележал извонредни резултати и постигнувања, повторно докажува дека слободно може да застане рамо до рамо со лидерите во овој сегмент – Golf, Astra, Megane, Focus, а во некои елементи ги надминува. Не, ни најмалку не претеруваме, бидејќи корејскиот представник навистина заслужува да се говори за него со пиетет, гледајќи од секој аспект што го чини еден компакт водечки во сегментот. Наред е третата генерација на овој автомобил кој за прв пат беше лансиран во 2007 година. На почетокот ова беше поевтина варијанта за клиентите кои посакуваа солиден компакт, а за етаблираната конкуренција немаа доволно пари. Моделот не заостануваше со дизајнот, но сепак квалитетот и материјалите не беа на највисоко рамниште. Но тоа се беше испеглано со втората генерација која пристигна 2012 година и ја фрли ракавицата за предизвик и на најголемите ривали. 7 години по лансирањето на Nissan Juke, Kia на полето на градски кросовери внесува во игра свој представник. Улогата да избори битка во мощна и силната конкуренција му е доверена на моделот Stonic, базиран на новиот Rio. Да, ќе истакне некој со големо задоцнување во однос на реперот во овој сегмент, како што го сметаат многуми на Juke, но сепак ако се земе во целост дека корејците создале добар играч, никогаш не е доцна. Едноставно, ако се земе во предвид се поголемата побарувачка и импресионирачки прогрес во оваа класа, ваквиот потек на корејскиот производител е сосема логичен. Секој се надева на место под сонцето и на дел од колачот, а адутите на Kia не се ни најмалку за она што го има конкуренцијата. Во преден план секако е искуството на ова поле, односно изградба на кросовери, традицијата, добрата екипираност и богатата понуда во сите сегменти, дизајн, технологија, динамички квалитети, како и односот цена-опрема. Пред 2 години Шкода го представи големиот кросовер Кодиак, кој од самиот почеток тргна во неверојатен освојувачки поход. Продажбата на Кодиак почна од почетокот на минатата година и за кратко време еден од најбараните на пазарот. Во моментов за некои модификации на големата кафеава мечка, како што се преведува Кодиак од јазикот на ескимите, се чека и повеќе месеци, а клиентите не се откажуваат во корист на моделите кои би можеле да ги добијат веднаш. Чесите продолжуваат на патот на успехот и неодамна лансираа уште еден кросовер во својата палета – Karoq. Името е комбинација од зборот за автомобил Карак и стрела Рок, исто така од јазикот на племињата од Аљаска. Karoq е помал и поевтин од големиот брат и го заменува Yeti во палетата на брендот. Промените во однос на претходникот се толку големи, што од Шкода решија да го сменат и името. Со децении британскиот Jaguar е символ на луксузни динамични седани, спортски купе, изведби и кабриолети. Но со оглед што последните години во тренд се кросовери и SUV остварувања, чија продажба расте со неверојатно темпо, а со своји изведби на ова поле се појавија престижни компании како Porsche, Bentley, Maserati, Lamborghini и во Jaguar решија да понудат своја дут во ова друштво. Пред 2 години блесна изведбата F-Pace, која постигна огромен успех и е меѓу најзаслужните за зголемување на продажбата на Jaguar неколку пати, за привлекување на нови клиенти на брендот и сериозно зајакнување на позицијата на компанијата. Затоа беше сосема логично да биде развиен уште еден нов модел во Jaguaровиот спектар E-Pace, а во согласност со трендовите тој е покомпактен од F-Pace и ценовно многу подостапен. И секако да нема забуна да разјасниме бидејќи многу не прашаа. Буквата овде не е за автомобилна струја, туку ја означува големината F и J, а она Pace е за обликот на каросеријата, поточно дека станува збор за SUV, X е за лимузините, Type е за купе изданијата и кабриолетите.
Кога нешто што има на тема вкусови, треба да се искористи да се собере од шлагот што е можно повеќе, а производителите на автомобили можно добро знаат како одат тие работи. По тој терк се ориентираа и во Hyundai, кои видоа дека мора да имаат свој играч во сегментот кој бележи извонредни продажни резултати. Субкомпактни кросовери балансираа својот Kona. Ова корејско остварување пристигнува во бранот со неколку навистина силни конкуренти: Volkswagen T-Roc, Seat Arona, Opel Ascent X, па пред Kona предстои вистински предизвик. Во овој навистина динамичен пазарен надпревар не се влегува безглаво по секоја цена, па познавајќи ги фактите дека корејците работат со невиден жар и динамичност во последно време, со ангажманот на докажани инженерски и дизајнерски имиња, лансирање на луксузниот подбренд Genesis, па активирање на собствено перформанс оделение N, не се сомневаме дека оваа задача кросовер ја одработиле како треба. Пред нешто повеќе од 10 години, идејата за купе со 4 врата звучеше екзотично, а за многумина дури и контроверзно. Денес ова автомобилска класа има широк спектар на покриеност кој опфаќа многу сегменти. Причините за тоа што оваа релативно млада, според концептот изведба успеа да се наметне со сериозна популарност за толку кратко време, воопшто и не треба да зачудува, бидејќи на неколку автомобилски производители всушност им успеа да комбинираат динамичност и волшебни форми на класично купе со функционалноста и практичноста од моделите од секојдневието, карактеристични за седаните и караваните. Една од компаниите на која ја успеа ова и за кратко време стигна во височините на ова поле секако е производителот од Инголштад. Ремек делото од ова поле, Audi A5, веќе настапува со втората генерација, која исто така ја доби и спортбек креацијата, која се истакнува со атлетски настап, спортски карактер и едноставно се намитнува со својата елеганција. По лансирањето на новата генерација на C3, која донесе револуционерни решенија во сегментот на субкомпактите, потоа на SUV изведбите C3 Aircross и C5 Aircross, кои воопшто не ги оставија рамнодушни поклониците на двојниот шеврон, Citroen зачекори во нова фаза на развој на својата стратегија и натаму изненадувајќи ги клиентите, понудувајќи го обновениот компакт C4 Cactus, кој донесува посебен здив на свежина во својата класа. Ова остварување ги спојува карактерите на Citroen од повеќе категории на еден совршен начин, засилувајќи го својот статус и донесува дури 12 нови технологии за помош при управувањето, 3 решенија за поврзаноста, како и пакет нови агрегати со моќ до 130 конски сили. Извонреден спој на минатото со сегашноста, особено кога станува збор за комфорот, седиштата, суспензијата, каде Citroen од секогаш бил неприкосновен. Новиот XC40 најверојатно во текот на своето постоење ќе стане најпродаваниот модел од понудата на Volvo. Идниот пазарен успех на XC40 се должи на тоа дека моделот едноставно е импресивен и со сразмерно пониска цена од својот поголем брат XC60. Изграден на целосно нова платформа, која ќе ја користат сите идни нови модели од серијата 40. Овој мал компактен SUV со себе носи 3 предности. Најпрво е тоа што ваквиот тип на возила се повеќе актуелен кај клиентите, потоа дека е просторен и практичен за градскиот метеж и трето, а и најважно, ужива во сите последни остварувања и нивоа на опрема како XC60 и XC90. Новото Volvo XC40 е толку добро што дури може да се пофали со меѓународни признанија, вклучувајќи и титулата за автомобил на годината за 2018 година во Европа. Друг податок е тоа што неговата побарувачка е толку многу голема од самиот почеток и се уште трае. Пред да се појави, од концернот се пофалија дека имаат повеќе од 60.000 нарачки и тоа без моделот да биде достапен на кинескиот пазар. До пред 10 години, речиси и не можеше да се замисли концепт на SUV возило во купе форма,
Први во индустријата во тој правец тргнаа дизајнерите во BMW со моделот X6, кој во времето кога се појави ги подели мислењата на јавноста токму поради својот изглед. Едноставно кажано, обликот сам по себе беше за тоа време нешто сосема различно и делуваше поларизирачки, или ви се допаѓа или воопшто не ви се допаѓа, како средина воопшто да не постои. Иако повеќето автомобилски производители гледаа на овој концепт со доза на сомнеж, пазарниот успех кој го доживеа X6 ги предизвика да креираат и на пазарот да понудат возила на кое е применет ист или сличен дизајн. По првата генерација на Sport Activity Coupe моделот, како што баварците преферираат да ги нарекуваат SUV возилата со купеовски облик, топката повторно е префрлена кај одговорните лица во BMW. Охрабрени од тоа што го постигнаа со големиот X6, одлучуваа да го прошират своето портфолио и истиот дизајнерски јазик да го понудат и во помало пакување. Kia Motors во текот на оваа година ја представи третата генерација на моделот Ceed. За прв пат моделот беше представен на автосалонот во Женева. Новиот Ceed, дизајниран, развиен и произведен во Европа, во својата трета генерација, благодарејќи на иновативната технологија, зрелиот и спортски дизајн и истакнатото управување, го зајакнува присуството на Kia во C сегментот. Од самиот почеток на неговото производство, кое се одвива во Словачка, Kia досега има произведено 1,28 милиони единици. Новиот облик има и ново име, односно моделот од Ceed беше преименуван во Ceed, а со тоа ја подобрува својата репутација на стариот континент. Од втората генерација на моделот досега беа произведени околу 640.000 единици, а со третата се очекува тој број да се зголеми драстично, секако и да се зголеми пазарниот удел во овој сегмент. Како и неговите предходници, така и овој модел е дизајниран и развиен во центарот на Kia во Франкфурт. Производството во Словачка го дели со моделите Sportage и Venga. Синиот овал продаде речиси 7 милиони компактни автомобили во Европа и над 16 милиони во светот од воведувањето на револуционерната прва генерација на Focus во 1998 година, што значи дека овој автомобил точно 2 децении ги освојува срцата на фановите. Од таа причина, компанијата Ford одлучи за неговиот 20-ти роден ден да понуди нова, свежа интерпретација на компактниот бестселер. Проектиран од нула, целосно новиот Ford Focus воведува нова ера во технологијата, удобноста, просторот и уживањето при возењето, несвојствено за класата на компактни автомобили. При креирањето на новата генерација на Focus, тимот задолжен за неговото развивање посветил многу внимание и време на проектот, така што разликите со своите предходници се веднаш воочливи. Со цел на најдобар можен начин да се прослави 70 годишното постоење на марката Porsche, караванот од Зуфенхаузен ја посети нашата земја, овозможувајќи ни да ги испробаме внимателно избраните модели од гамата. Кога пред вас се 6 автомобили чија што моќ изнесува речиси 3000 полнокрвни коњи, тоа видува дека забавата во движење е загарантирана. По правило, настанот започна во салонот на импортерот, каде инструкторот и одговорните лица ни ги презентираа планираните случувања и строгите правила по кои треба да се водиме. Во својата 70 годишна историја, компанијата си има соочено со безброј предизвици. Последниот најавува крај на една ера, што од друга страна отвора сосема други перспективи. Збогувањето со дизелските агрегати за Porsche значи речиси комплетна хибризација на гамата со исклучок на 911 и започнување на ново поглавје во историјата на марката, чиј што предводник е долго најавуваниот модел Taycan, во кој ќе работат единствено електромотори.
Германската компанија PT Scientist и Nokia планираат да изградат интернет врска од 4-та генерација меѓу земјата и месечината. Финците веќе ја развиваат најкомпактната базна станица што некогаш е создадена. Незината тежина ќе биде под 1 килограм. 4G LTE е избран поради неговата повисока енергетска ефикасност од аналогното радио, кое во моментов се користи во Вселената. Модулот за комуникација ќе работи на 1800 МГц. Целта е луна мобилите на Ауди, кои ќе бидат испратени на сателит во блиска иднина да можат да пренесуваат информации и слики со висока резолуција во реално време. Научниците во Универзитетот во Лоуборо во Лондон најдоа начин како да ги редуцираат штетните гасови на дизел моторите, што секако е многу актуелно и неодложно прашање во модерната автомобилска индустрија. Според нив, новата ACCT, технологија за обновување и трансформација на амоњакот, ќе направи дизел автомобили да бидат еколошки како електрични автомобили. Греам Харгрейв и Джонатан Вилсон развија систем кој го преобразува растворот AdBlue, хемиски реагенс кој се користи за чистење на издувните гасови од дизел моторите. Добиената течност е богата со амонијак, која ги елиминира емисиите на NOx, азотни оксиди. ACCT е тестиран на Шкода Octavia. Тестот покажа дека новиот систем абсорбира 98% од емисиите што ги емитува дизел моторот, додека сличниот сооднос само со AdBlue достигнува 60%. Прототипот Renault Symbios е билетот за влез во друштво за моделите кои нудат врвни технолошки решенија во областа на автономниот менаџмент, електричната мобилност и комуникациите. Новиот француски концепт е интегриран во системот за паметен дом, има автопилот од 4-та генерација и им нуди на патниците виртуелна реалност. Renault наметнува дизајн со кој ги преиспитува концептите на просторот. Стаклената површина е огромна и големината на стаклениот кров може да се прилагоди. Мекларен понуди прва информација за целосно нов суперспортски модел Сена, кој ќе дебитира пред публиката за време на меѓународниот салон во Женева. Автомобилот е спакуван со 4-литарски V8 мотор кој е со моќност од 800 конски сили и максимален вртежен момент од 800 Нм, а ќе биде произведен во лимитирана серија од само 500 примероци. Базната цена за Велика Британија е одредена на 750.000 фунти. Во 2019 година Porsche и Audi ќе ги представат електричните модели Mission E и e-tron Quattro, кои се изградени на различни платформи. Porsche ја користи шасијата Y1, а Audi модуларната MLB. Сепак ова ќе се смени во 2022 година и најверојатно промените ќе бидат кај Audi. За оваа цел германскиот концерн развива целосно нова платформа под тајно име PPE – Premium Platform Electric, која ќе биде во основата на електричните модели на Audi, Porsche и Bentley. Архитектурата ќе биде достапна во 3 модификации, од кои 2 ќе бидат направени од специјалисти од Audi, а третата од Porsche. Таквата одлука сериозно се соочува со плановите на Audi, бидејќи тие многу се подпираат на платформата MLB. Таа е погодна за посебно моторно семејство, но по незиното евентуално отстранување, компанијата ќе мора повторно да започне со развој на свој електрични модели. Американската Никола Мотор Компани, именувана во чест на физичарот Никола Тесла, откри нови детали за 4x4 електричниот Никола Зеро. Производителот го редизајнираше моделот, му даде ново име Никола NZT и првите испораки се очекуваат во 2019. Моделската гама ќе вклучува 4 модификации: NZT 440, NZT 352, NZT 280 и NZT 198, чиј број ја покажува моќноста на електричниот автомобил во киловат-часови.
Управата за патишта и транспорт во Дубај на тековниот 6-ти состанок на светските влади покажа работен прототип на беспилотен јавен превоз за еднината. Станува збор за автономни капсули произведени од Next Future Transportation кои работат на електрична енергија. Според информациите дистрибуирани, овие капсули се наменети за патување на кратко и средно растојание во посебни ленти. Покрај тоа тие можат да бидат брзо споени и поделени во зависност од специфичните барања. Швајцарскиот производител на часовници Ричард Мил и британскиот автомобилски производител Мекларен ја представија својата заедничка работа на саемот за автомобили во Женева. Тоа е часовник чија цена изнесува $190,900 за парче. Во развојот на хронографот учествувале главниот дизајнер на Мекларен Роб Мелвил и инженерот на Ричард Мил Фабрис Намура. Телото на часовникот е направено од посебен материјал кој се состои од неколку слоеви на јаглерод и графит. Тој е 200 пати полесен од челикот. Вградени во часовникот се орнаменти од титаниум слични на всмукувачите на воздух кај Мекларен Формула 1. Истиот материјал се користи за задниот дел, а механизмот наликува на филни за британски бренд. Ова е втор ваков проект на Ричард Мил и Мекларен. Минатата година тие покажаа часовникот кој беа изработени само 75 парчиња и еден чинеше $1,2 милиони.